Во студиото одиме со првиот разговор за денеска. Розов октомври, месец за подигање на свеста за ракот на дојката. Секоја година октомври се одбележува со настани за подигање на свеста за борба против оваа болест ширум нашата држава, но генерално и низ светот. Токму за превенцијата, свесноста, заштитата и сето тоа што треба да се направи за да се намали бројот на пациентките заболени од оваа болест, разговараме со мојот денешен гостин, доктор Митко Караѓозов, торакален хирург. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, подобро ве најдов. Поздрав до гледачите на вашата емисија. Браво, 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 100 пати браво. Зашто ви го велам ова браво? Затоа што ова вие сега што го правите во ова... Јас сум 44 години во овој занает. Пред да почне емисијата направивме муабет. Така, да. Сум гостувал во вашата куќа многу пати, меѓу другото и на темата за карциномот на дојка. Лично мислам, после волку години искуство и работење со карциномска болест на дојката, вие сите медиуми, а и денес ова што се случува на улиците на Скопје, овој маршот за црвената панделка, која што ја организира државата, се големи нешта, затоа што, знаете што, карциномот на дојка може да биде 99% излечива болест, нема 100% ништо во медицината, но е болести од која што се умира. Дали ќе биде едната крајност или ќе биде другата крајност е многу битно за секоја пациентка која што ќе заболи од карцином. Затоа рековме и треба да се зборува. Али за тоа треба да се зборува многу, за да створи една навика кај секоја жена да прави само преглед и редовни компетентни прегледи на дојката, затоа што само раното откривање на карциномот на дојка е гаранција дека ќе биде жената 99% излечива. Се друго е нешто измеѓу, а напреднатата карциномска болест на дојката исто е како сите карциноми со лоша прогноза. Ако сакаме да бидеме информативни, ќе кажеме дека ракот на дојката е најчесто малигно заболување кај жените во светот и во Македонија. Во просек, секоја 8 жена во својот живот ќе се соочи со оваа болест. Воедно, ракот на дојката е и водечка причина за смртност и представува глобален проблем, но со детекција и рано откривање, како што кажавте, и вие во рана фаза се намалува смртноста и до 30%. Што значи рано откривање на болеста? Има еден друг... Раното откривање си е рано откривање, затоа ќе ви кажам некои работи, но има еден друг момент. Старосната граница за карциномот на дојка веќе не е она што беше порано, што го пишува во книгите и што е обработено статистички. Значи, она група од 20 до 30 години старост, која што порано велевме дека не е засегната со карцином на дојка и дека првичните прегледи на дојката треба да почнат после 34-та година кај жената, денеска врз основа на искуство не важи. Затоа што се повеќе и повеќе има пациенти меѓу 20 и 30 години со карцином на дојка и уште што е многу побитно. Бременност не значи неможност да се добие карцином или период на лактација. Така да и за тоа ќе спомнеме понатома, али еве сега да нафрлам, значи старосната граница се симнува многу подоле, а не ги избегнува ни жените кои што се во период на бременност и жените кои што во период на лактација. Секој единк носи потенцијал за развој на карцином во својот организам. Дали ќе излезе на површина и кога ќе излезе на површина зависи од многу провокациони чинители со кои што сме ние секојдневно окружени. Најчест провокационен чинител кога станува збор за карциномот на дојка се хормоните од јајниците. Тоа се докажува понатаму во текот на лекувањето. Вториот чинител е стресот. Сите сме обкружени и тоа е нешто што не можеме да го скокнеме, психичкиот и физичкиот стрес. Оваа хемија, загадениот воздух, сето тоа допринесува за настанување на провокација за секој оној кој што има, посебно кај оние жени кои што имаат генетски
оптоварување со карциномот на дојката, треба посебно внимание да се обрне. Значи, секоја жена треба да си обрне внимание сама на себе. Во главном тоа се преку тие систематски прегледи, но најбитните сами прегледите. Но за да почнете со сами прегледи, треба да имате еден компетентен преглед на кој што ќе ви објаснат како треба да изгледа само прегледувањето, и само прегледувањето треба да се прави меѓу 5-тиот и 8-тиот ден од првиот ден на секој циклус. Зашто? Затоа што во тој период нивото на хормоните од јајниците се најниски и дојките се неадекватни за преглед. Значи, еднаш во месецот само прегледување во периодот меѓу 5-тиот и 8-тиот ден од циклусот, и понатаму прегледи од цело време ќе кажуваме еден збор компетентни доктори. Значи, секој што е доктор не знае што е дојка и не ги знае болестите на дојка, но затоа постојат денеска во Македонија многу доктори кои што се бават меѓу другото и со болестите на дојката, и тие се извикани доктори кои што треба да се оди и да се секоја промена алармира. Прегледите се од докторите првенствено клинички, врз основа на мануелен преглед, ехопрегледот, мамографијата, а ако има промени, тогаш сето тоа се надградува со додатни испитувања, како што е магнетната резонанса или ако има веќе појава на туморозна формација, се прават биопсии и се понатаму. Значи, секоја промена во дојката, се што се пипа, било каде во организмот на човекот, во медицината се вели дека е тумор. Значи, секоја промена во структурата на дојката, значи стварање на тумор. Но, моментот на напипувањето на нештото прави веднаш паника и аларм дека треба да се прави нешто. Бидејќи дојките се врзани со хормоните од јајниците, секоја промена на хормоналната состојба, тоа е секојдневно кај секоја жена која што има активен хормонален период, која што има циклуси, доживува стресови. Секој стрес ги пореметува хормоните од јајниците, пореметените хормони од јајниците го пореметуваат жлезденото ткиво на дојките, стресот ќе помине, хормоните од јајниците ќе се смират, промена но промените на дојките остануваат. И напипувањето на тумор во дојката не значи дека е тоа карцином. Тоа се воглавно во најголем процент хормонални тумори, кои што може со следниот циклус да исчезнат, може да на тоа место да исчезнат, на друго место да се створат, може во едната, во другата дојка, и тоа е нешто кое што треба да се предочи на компетентен доктор за мирен сон, затоа што ако тоа ве вознемири, ви направи стрес, стресот понатаму се врти и пореметува се во организмот. Би сакала да кажам дека примарната цел на раната детекција, која што е основа да може понатаму да се рано да се заштитиме од развој на карцином, е намалување на смртноста од ракот на дојката и пред се подобрување на квалитетот на животот на пациентките и секако намалување од потребата и од радиотерапија и онколошки третмани. Што вели вашето искуство? Дали е свеста на доволно високо ниво на времено да се реагира за да може понатаму да се намали потребата од ваквото лекување? Многу сме далеко од Зошто е тоа така? Постојано говориме, се кажуваат бројките, но за жал бројките се уште многу високи на заболени од карцином. Знаете што, не е доволно да се кажува. Еднаш, два пати. Треба 100 пати. Ако треба и 100 пати во денот да се кажува. Значи, се ова убаво што се случува, треба да овие денеска еве маршот, ваквите емисии, на тоа треба да биде континуирано едукативно за секоја жена и да биде 365 дена во годината. Навиките тешко се менуваат. Сите сме ние повеќе загрижени за комшиите отколку за себе и е многу тешко да створите навика за само преглед и одење на редовни прегледи. Некои држави тоа го регулираат со законски регулативи. Да речеме, ако
работната организација во која што работите, за да ви го продолжи договорот за работа, мора да однесете документ дека сте здрави. Во тие систематски прегледи дојката е еден од скринингот во кој што мора да сте здрави за да продолжите со работа на истото работно место. Постојат различни системи, ама во Македонија со овој македонски народ и со овие науки врз основа на моето искуство од толку години, значи ова што го правите вие и затоа реков на почетокот браво, 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 ама тоа треба да биде многу почесто, многу поинтензивно. Знаете што, во една фирма, кога една пациентка, една колешка, од многу колешки ќе се разболи со карцином на дојка, сте ја купиле целата фирма. Сите жени ќе дојдат. Ама кога се сите здрави, никој не доаѓа. Мораме да истакнеме дека Министерството за здравство, следејќи ги препораките на Европската унија и Светската здравствена организација, започна со спроведување на организиран скрининг уште од 2015 година. Прво беше на возраст до 45 години, после нели таа возрастна граница се намали, но за жал недоволно организирано. Сите оние кои што сакаат да закажат не можат да најдат термин и постојано со години се мачиме со ваквите проблеми, па пациентките се мораат да одат приватно да закажуваат и да си ги следат состојбите и да се грижат за своето здравје. За здравство си е Министерство за здравство, поштевајте, ама мојот живот е мој живот. И ја не треба да чекам Министерството за здравство или државата да ме го организира и да се грижи за тоа, што утре кога ќе трупне мечката на моја врата, државата нема да ја брка мечката, треба јас да ја бркам и моето семејство и тогаш настанува проблемот личен. Значи, знаете што, сами прегледи и компетентни доктори. Денеска карцином на дојка, ја доаѓам од клиничка болница Аџибаџи Систина, која што има врвна технологија и врвни доктори, се открива со пречник од 3 мм. Значи, не треба да имате топка во дојката, која што сте ја напипале, или било кој доктор ќе ја напипа, за да тргнете по доктори. Него со редовните прегледи се открива и тоа што не се открива. Значи, треба да се открие рано откривање и гаранција за 99% излекување е токму тој карцином од 2-3 мм, ама тоа треба прво да сакам да одам на доктор, второ треба да има таа институција врвна технологија и врвни доктори кои што се во состојба да го откријат присуството на промената на клетките и да го докажат сето тоа за да почне лекувањето, затоа што многу работи, ако не ги докажете, вие тешко можете да ги лекувате. Јас сум хирург. Во хирургијата многу работи како хирургија не се сменети во лекувањето на карциномот на дојката, тоа се минимални чекори напред. Ама во диагностиката има такви огромни чекори напред кои што апсолутно гарантираат квалитетен пристап кон диагностицирање на карцином, затоа што кога ќе се диагностицира нешто, после тоа е рутина. Влегувате во некој колостек и се тера приказката навремено секако е најдобро за било кое заболување. Ќе повторим уште еднаш дека непобитен факт е дека треба да зборуваме и да имаме значајно влијание, како што го правиме ние овде денеска врз колективната свест за опасностите од ракот на дојката. Секако повеќе од еден ден, повеќе од еден месец во текот на целата година, континуирано, за да имаме што помалку број на жени кои што ќе бидат погодени од ова чума на векот, би ја нарекла, која што се зголемува со забрзано темпо. Но од заболување од карцином на дојка не се иземени ни мажите. Какво е вашето искуство? Имате ли вакви случаи? Затоа што има ситуации кога кај мажите има појава на масно ткиво кај градите. Ние сме добри мажите и затоа не се јавува карцином, се јавува, ама ретко. Значи го има, али е исклучително ретко. Не сте вие лоши, ние сме добри мажите. И затоа не фаќа карциномот на дојка. Го има, но ретко е. Ретко е во годината, може да се случи помалку од прстите на една рака да има карциноми на дојка кај мажите, но секоја промена е иста така на дојката кај мажот. Знаете што, денеска ние толку сме оптеретени со храна која што е богата со хормони, да има многу мажи кои што имаат поголеми гради од многу жени. И тоа е исполнето, таа дојка машка е исполнета со жлездено ткиво, кој исто така може да се разболи од да добие карцином, така да и мажите не се амнестирани од настанување на карцином на дојка, но го има ретко. Ретко. И знаете што,
Мажите се најверојатно попотресени, веднаш ги никуват и веднаш доаѓаат. Маж со напредната карциномска болест на дојка не сум видел како што има кај жените, независно од големината на градите. Лекарска подршка, храброст, неоткажување од работите кои што треба да бидат приоритет на оние жени кои се борат со ракот на дојка, секако е апелот за сите оние кои што се соочуваат со болести и апел за навремени прегледи и рана детекција за оние кои што се надеваме никогаш нема да заболат од оваа болест. Која е вашата препорака за сите наши гледачи? Во однос и на превенцијата, но и подигнување на квалитетот на животот на пациентите? Сите сме ние, велиме, ка сме градски луѓе. И кога ќе ви дојде на преглед жена, и ќе прашате кога последен пат сте биле на гинеколошки преглед или на преглед на дојките. Па докторе века кога родив син ми. А син ми има 34 години и 2 деца има. Значи, тоа подигање на свеста е нешто што треба да се влезе во длабината на душата на овој народ и да се испровоцира, за да го прави оно што мора да го прави, затоа што приказката не е мечката тропа кај комшиите. Тропа и на мојата врата. На кој начин? Мислам дека вие сте медиумите, овие социјалните мрежи, знаете што, Анџелина Џоли, не знам која беше, или тие глумиците, кога Анџелина Џоли заболе од тој карцином на дојка. Па тоа беше масовно, затоа што некоја медиска звезда, се вика така како што се вика, се разболела од тоа отиде у етерот и беше масовно прегледување на жени. Ја ви велам, кога ќе влезе еден карцином во една фирма, сите жени одат, ама испровоцирани се од нешто, али без тоа не одат на преглед. Да не го следиме туѓи од пример, значи, да се грижиме за собственото здравје. Воспоставување, али пак ќе кажам, компетентни прегледи со доктори кои што ја знаат проблематиката, кои што можат на вистина да го откријат карциномот на дојка на време. Чим ќе влезе во куќа карцином на дојка, станува хаос. Значи, паника. Карциномот на дојка е многу сериозен проблем, затоа што секој карцином е сериозен проблем, тоа е семеен проблем, не е само лично на индивидуата која што е заболена од карцином. Карциномот на дојка, посебно кај млади жени, е страшно нешто. Кај, што, како, кој, додека не влезат во шема да почнат со лекувањето. Лекувањето е еден момент кој што е многу битен, затоа што, знаете што, лекувањето треба да го почне некој на кој што вие треба да му дадете доверба за својот живот. За тоа треба многу разговарање со отворени карти, без криенки и да се охрабри пациентката дека карциномот на дојка, посебно ако се открие на време, е нешто од кое што пациентката нема да умри. Јас секогаш на сопрузите им велам, господине, немате късмет. Со драмска пауза, и сега они викаат, ова е готова приказка, жена ќе живее до 101 година, не умира од овој карцином, ќе ве мачи уште многу години. Знаете што, пристапот на докторот, кога станува збор за пациент со карциномска болест, е многу битен и е првиот чекор во припремите за почнување на лекувањето. Сето тоа треба да оди во текот на целото лекување и понатаму после кога ќе заврши лекувањето треба многу да им се обрне внимание на тој тип, на тие ранети души, посебно ако се млади, кои што светот им е изгубен, а не е така. Затоа што после целиот третман со карцином на дојка се живее до 100, навистина се живее до 101 година и тоа не само што се живее, него квалитетот на животот е 100% во секој поглед. Јас си ви посакам, докторе, да продолжите да работите со ваква позитивна енергија која што ќе им пренесувате и на пациентките и на целото семејство генерално, за да можат нели полесно да се справат со болеста. Јас ќе кажам да не дозволиме ракот да го каже последниот збор, бидејќи надежта е како сонцето кој ја фрла сенката на товарот зад нас додека патуваме кон него. Сите го имаме последниот збор доколку навреме интервенираме. Ви благодарам многу за гостувањето. Ја треба да ја благодарам на вас и вие ми посакавте, точно ми посакавте, ова е многу убаво што го кажавте и тоа важи за сите навистина жени кои што го имаат тој карцином на дојка или можеби еден ден ќе го имаат, но ја да ви посакам,
вакви емисии, да правите многу често вакви, да сте позитивни како куќа за еден проблем кој што е проблем, за жал само на тие кои што ќе се разболат од оваа болест, ама да им помогнете на сите тие кои што можете да им помогнете со отварање на очи, со убедување дека карциномот на дојка не е ништо страшно. Карциномот на дојка, можам да ви кажам дека со ковидот имаме големо искуство, може да бидете по-лесен од ковидот. Од оној ковид кој што го поминавме се умираше, од ова не се умира. Ама треба да се открие на време и да се прави се што треба. Значи многу емисии, не во неделата во борбата на ракот против дојката, него континуирано 365 дена во годината, за да им помогнете на овие македонски жени да не се разболуваат или ако се разболуваат на време да се откриват, да може да бидат излечени. Ви благодарам многу. Многу ми беше задоволство.